Целта на денешната презентација и пресконференција е на истата да се представат резултатите од анкетата за странски директни инвестиции 22 година, односно за состојбите, ограничувачките фактори и трендовите. Ова анкета од страна на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство при Стопанската комора на Северна Македонија се спроведува втора година поред и се надеваме дека ќе премина во своевидна традиција. Пред да пристапиме кон презентација на резултатите од ова анкета, ја поканувам госпоѓата Марија Канелополу да даде свое видување генерално за деловната клима во нашата држава и за она што се предизвици и приоритети согласно нивното видување. Асоциацијата е организацијска форма при Стопанската комора на Северна Македонија, ги застапува интересите на извозни компании од областа на лесна индустрија со доминантно учество или целосно учество на странски капитал од различни држави, Соединените американски држави, Германија, Велика Британија, Канада, Италија, Турција, Холандија и така натаму. Во асоциацијата членуваат 34 компании, 20 од нив се меѓу 50 најголеми извозници во државава, додека 24 се на листата на 100 најголеми извозници во 21 година. Овие компании вработуваат во 21 година повеќе од 30.000 лица. Околу самата анкета и резултатите на истата, понатаму председателот на асоциацијата, господин Виктор Мизо, генерален директор на Костал, и господинот Георги Тренковски, подпредседател на асоциацијата, генерален директор на Теламон Македонија. Повелете. Благодарам, Анета. Околу самата анкетата беше спроведена во периодот од 20 ноември до 10 декември оваа година, во сличен период како што го направивме и минатата година, и морам да кажам дека ова беше анонимна анкета, така да од таа гледна точка навистина резултатите имаше отворено со страна на компаниите да кажат со што се соочуваат, кои се нивните позитивни ситуации, но истовремено кои се нивните забелешки и можности како некои работи да се подобрат. Како што веќе Анета кажа, тука имаме пред се компании, најголем дел од нив се германски компании и мнозинството на компаниите се компании од Европската Унија, но тука имаме и компании од Соединените американски држави, имаме компании од Канада, од Турција, од Велика Британија, бидејќи тоа веќе не е Европската Унија, така да имаме глобален репрезент на компании. Она што оваа година го увидовме дека имавме релативно висок одзив. 76% од сите компании кои беа анкетирани или 26 компании одговорија и на анкетата и главните прашања беа групирани во повеќе области. Гледате дека тука зборуваме прво и за околу инфраструктурата, трошоците со кои се соочуваат компанијата, нивните влезни и излезни, увоз-извоз резултати, прашања околу работната сила и состојбата на истата во државата, државната помош и целата грижа на корисници на кој начин нивните потреби се на еден или друг начин или адресирани од страна на институциите кои се задолжени за тоа. Она што е важно да се каже за овие компании дека компаниите беа од сите, освен североисточниот, од сите плански региони на државата, и североисточниот е специфичен, иако таму од овие компании веќе функционира Дрекселмајер во Куманово, но бидејќи централата на Дрекселмајер е во Кавадарци, заради тоа имавме само еден пополнет прашалник од нивна страна. Околу 70% на компаниите се корисници на ТИРС, но тука значи дека 30% од компаниите не се во технолошко-индустријските развојни зони, што ни дава една по-широка слика за што и како се проблемите и ситуациите со кои компаниите се соочуваат. 92% од овие компании се во сериско производство, една компанија е во предпроизводство и една е инвестиција во тек.
И она што е важно, зашто сигурно на сите веќе ви е јасно дека големо мнозинство од овие компании се компании од автомобилската индустрија, но туку имаме и други компании. Имаме компании кои произведуваат медицински помагала, имаме компании кои произведуваат различен вид на индустријски компоненти, така да не е единствено автомобилската индустрија присутна, но мнозинството од тие компании се од тој сектор. Во моментот во овој случај беше крајот на октомври оваа година, бидејќи тоа го зедовме како еден пресечен момент кога да ни ги дадат компаниите овие информации. Компаниите имаа вкупно 28.640 вработени и извоз од 2,9 милиарди евра. Зборувам за оние компании кои одговорија на прашалникот. Што значи дека со ваков еден репрезент, тоа е навистина нешто соодветно што може да биде апликативно не само за овие странски компании, туку и за македонската економија. Вкупната инвестиција на овие компании надмина 1 милиарда евра и гледате дека сите овие компании минимум 80% од својот производ го пласираат на странскиот пазар, додека оние компании каде што не е се за извоз, во голем дел тие се веќе добавувачи на постоечки други странски компании во државата. Значи, технички, се това не е наменето за локалниот пазар, туку е крајниот производ влегува во нешто што се извезува надвор од државата. Првиот дел на прашањата беа поврзани со инфраструктурата и колку се овие компании задоволни со инфраструктурата во оние место каде што ја вршат дејноста. И гледате дека имаме една прилично изедначена слика, 25% не се задоволни, 30% се задоволни од инфраструктурата, онаме каде што ја вршат дејноста, додека 45% од компаниите дадоа една неутрална оценка. Но ако споредиме со резултатите минатата година, гледаме дека има едно релативно влошување на ова задоволство, бидејќи минатата година тоа незадоволство беше само 10%, а оваа година тоа е на 25%. Истовремено, околу подобрувањата кои беа извршени за време на оваа година, гледаме дека 35% од компаниите не се задоволни, односно не гледат дека има никаков прогрес по нивните барања, додека за 50% од компаниите има делумно задоволство, бидејќи веќе има активности за разрешување на тие проблеми. Додека за 15% од компаниите сите овие проблеми биле веќе претходно исполнети, што значи дека тие се позитивни во нивната оценка. Она што е поврзано со приоритетите, гледате дека околу 65%, значи 2/3 од компаниите се уште имаат потреба на решавање на инфраструктурни проблеми и како 3 најприоритетни проблеми се канализација и одведување на атмосферската вода, пристапен пат до локацијата каде што се лоцирани, како и приклучок на вода. И сега тука е специфично, видовте дека околу 70% од компаниите се лоцирани во технолошко-индустријски развојни зони, но тоа не значи дека секогаш ингеренцијата е на таа институција каде што тие се лоцирани. Значи, затоа прашавме и кој е задолжен за решавање на овие проблеми и гледате дека тука имаме еден паритет помеѓу дирекцијата за ТИРС, но од друга страна локалната и централната власт, но истовремено некои министерства или агенции, бидејќи некои од овие компании се во локални индустријски зони, некои од овие компании се во индустријски зони кои се под ингеренции на државата, така да на тој начин има различни локални и централни институции и тела кои треба да ги задоволат овие инфраструктурни барања. Поврзано со дополнителните барања за услуги, гледате дека околу 55% од компаниите би сакале дополнителни инфраструктурни услуги. Пред се, тука изградба на детски градинки за згрижување на децата на вработените, бидејќи имаме неколку локации пред се во технолошко-индустријски развојни зони, но и други трудоинтензивни компании, некои од нив кои имаат и над 5000 вработени, и тоа представува еден голем проблем за вработените, како и на кој начин да се справат со делот на грижа на нивните мали деца. Дополнително имаме барања за противпожарна заштита, бидејќи пак имаме локации каде што имаме голема концентрација на компании и во случај на некоја незгода, прашањето е колку брзо и на кој начин може да се реагира во случај на пожар. Потоа исто така барање за лоцирање на итна медицинска помош.
пак зборуваме за голема концентрација на вработени, некои од големите трудоинтензивни компании во рамките на своите фирми веќе имаат организирано вакви активности, но понекогаш ако сте заедно во некаков индустријски парк, според некои од глобалните пракси би било добро да има соодветна локација на итна медицинска помош. Дополнително зборуваме за паркинг за вработените, јавен превоз, бидејќи во многу случаи секоја компанија сама го организира превозот, а не постои јавен превоз до многу од овие дестинации. И на крај магазини, но и некако вид на продавници, бидејќи луѓето поминуваат тамо најголем дел од денот, но најчесто овие компании се лоцирани во релативно изолирани места, каде што не можат лесно да стигнат, да најдат, да купат она што им е основни работи за живот. Околу резултатите за 2022 околу производството на компаниите и како е тоа споредено со нивните планови. Гледате дека 30% од компаниите го надфрлиле планот за оваа година и тоа надфрлање било помеѓу 7 и 20%. Но од друга страна за 50% од компаниите имаме потфрлање на планот, кој се движи од 2 до 50%, додека за 20% од компаниите се е согласно на планираното. И ова е многу важно да го кажеме, знаејќи што беа плановите на крајот на минатата година. Никој воопшто не очекуваше дека ќе се случи она што се случува во моментот во Украина и плановите првични за 2022 беше дека ќе имаме подобра година пред се во автомобилската индустрија од минатата година. Реалноста не е таква, посебно во Европа. Имаме пад на продажбата на возила на европскиот пазар оваа година споредено со минатата и тоа е веќе тренд кој трае 5 години поред и заради тоа плановите нас како компании ние малку поразлично ги гледаме работите отколку да споредуваме минатата година со оваа година околу извозот или обемот на производство, бидејќи сите тие буџети се врзани со инвестиции, со вработени кадри кои потоа треба да го реализираат ова. И гледате дека најголемите 3 причини зошто е намалено производството, а со тоа и извозот од планираниот е намалените нарачки од странство, недостатокот на суровини и репроматеријали и транспортните пречки. Но она што е позитивно е дека оваа година имаме подобрување на транспортните проблеми. Минатата година речиси 1/3 од компаниите се соочиле со тоа, оваа година само 10%, што значи дека она што беа проблемите поврзани со ковид, со преминување на границите, со сите оние проблеми кои беа поврзани со транспортните услуги, полекано сигурно веќе не се случај во текот на оваа година. Она што е можеби најглавна тема за сите компании, и домашни и странски, но и за сето она што се случува пред се во Европа е трошоците не само на суровини и репроматеријали, но истовремено трошоците на енергенсите. Околу суровини и репроматеријали гледате дека 55% од компаниите регистрирале зголемување, каде што од овие компании 3/4 од нив имаат зголемување до 10%, додека 1/4 од нив има зголемување над 10%. И тука влегува секако вид на влезен материјал, без разлика дали е тоа микропроцесор, дали е тоа основен продукт кој гранулат од пластика или било што се користи во нашите производствени области. Но она што е многу поважно е да се види кое е влијанието на зголемувањето на цената на електричната енергија. Гледате дека кај 40% од компаниите зголемувањето на цената на струјата е 3 до 5 пати повеќе од истиот период минатата година. 30% од компаниите имаат зголемување од 1 до 3 пати, додека само 100% зголемување имаат 30% на анкетираните компании. И сите овие компании се големи компании, големи потрошувачи на слободниот пазар. Што значи дека ние сите ја купуваме струјата, берзанска струја плюс некој вид на дополнителна провизија која се плаќа. Но она што е важно е, ако го земеме дури и нашето обкружување. Во Србија оваа струја е
фиксирана од страна на државата, што значи дека директно ова влијае на конкурентноста на производството на овие компании кај нас, иако голем број од овие компании не се енергетско интензивни компании, но сепак, бидејќи маргините во автомобилската индустрија се многу мали, кога ќе имате зголемување вие на цената на струјата, која влијае во вашиот профит 2, 3, дури 5% од обртот, директно тоа влијае и врз вашата конкурентност. Така да од таа гледна точка не сме овдека да објаснуваме или да бараме некој вид на начини за намалување или за субвенционирање на цената на струјата, но сакаме да апелираме дека ова директно влијае кон нашата конкурентност. Сега му давам збор на Јорги да се обрати малку околу влијанието на украинско-руската војна и на секторот на работна сила. Благодарам, господин Мизо. Влијанието на руската инвазија врз Украина е исклучително големо врз нашиот бизнес и овде од анкетата може да видите дека најголемиот дел, скоро сите од компаниите се изјаснија дека имаме негативно влијание од руската инвазија. Тука имаме главно покачување на цената на енергенсите. Туку што господин Мизо објасни дека е 3 до 6 пати покачувањето на струјата, но имаме и покачување на суровини и репроматеријали. Енергесите се базата на цената на суровините и на сите репроматеријали. Сите гледаат инфлацијата дека е скоро 20% во Македонија. Покрај тоа имаме поскап транспорт и продолжување на роковите за испорака. Транспортните рути се усложнети со ова инвазија. Имаме влошени канали на дистрибуција на материјалите за производство кои што резултираат со застој во работењето, секако намалена побарувачка. Оно што е многу битно и што сакаме да го потенцираме дека 6 компании од нашата асоциација имаат своје производство во Украина, а 3 од нив се одлучија да ги реализираат трансферот во Македонија. Зборуваме за ОДВ Електрик, Кромберг и Шуберт и Гентер. 2 германски, една американска компанија го имаат префрлено производството во Македонија. Покрај тоа, заради прекинот на производството, особено во кабелските системи во Украина, имаме зголемен обем на производство во Македонија и може да видите дека дел од нашите компании и партнери ги зголемуваат своите капацитети. Јас дури би кажал дека нашата компанија 3 пати го зголемува капацитетот, меѓу другото и заради овие причини. Работната сила, господин Мизо веќе објасни дека имаме 28.641 вработен на крај на октомври. Во споредба со претходната година тоа е веќе 13,4% повеќе, односно 3852 вработени лица повеќе во индустријата. 84% од компаниите веќе се изјаснуваат дека имаат проблем цело време или понекогаш во наоѓање на работна сила. Значи, Македонија се соочува со недостаток на квалифицирана, па дури би кажал и неквалифицирана работна сила, и тоа станува све поголем проблем и поголема тема за нас. Секако за администрација е релативно полесно да се најде соодветен кадар, а за техничари и инженерски кадар е исклучително тешко веќе да се најде и тоа сериозно не го посечуваат компаниите во индустријата. Причините за недостаток на работна сила е одлив на кадар во странство, бидејќи истиот проблем што го имаме ние го имаат и во странските земи, таму некаде делува дека е поатрактивно и многу од нас, нашиот кадар се одлучува да ја бара својата среќа во странство. Второ е недоволен интерес за работа во индустријата, брзо менување на работа, значи не се доволно запознаени и тука имаме некогаш недоволна мотивација да се бркаат таргети, односно да се работи во индустријата, и 3 е недоволно практично искуство и знаење. Многу е битно што во провинцијата, во градови надвор од Скопје имаме недоволно мобилност на работна сила, за разлика од западните земји каде што мобилноста е многу поголема. Околу работната сила сакаме да кажеме дека 79% од компаниите се незадоволни или делумно незадоволни со оваа состојба на работна сила. Значи Македонија се наоѓа во ситуација каде што све потешко и потешко се наоѓа доволно работна сила. 63% од компаниите имаат проблем со одлив на кадар, најчесто во странство, дури и сезонски работници, а во други компании во земјата околу 10%
се смета дека флуктуацијата е во разумни рамки. Ние секој сме имале флуктуација, но сега е зголемена, затоа што има и поголема побарувачка и секако со крајот на пандемијата се отворија и тие сезонски работи во странство. Сите анкетирани компании се изјаснија дека имаат зголемување на платите до последна, при што намалувањето е немалку 10%, а се движи и до 20, дури и над 20%. Топ 3 причини за зголемување на платите се инфлација и зголемени трошоци на живот. Мислам дека добивме некој податок дека скоро 20% е во Македонија инфлацијата во однос на претходната година. Секако, за да ги следите трошоците на живот, и платите треба да растат со тоа ниво. Второ е, во она што ние сметаме дека нас растат и побрзо од другата индустрија во Република Македонија. Второ е конкуренција и намалена понуда работна сила на пазарот на труд, за оние причини што веќе ги споменав. И три е зголемување на ефикасноста на работникот и мотивација. Така да, накратко, ова се резултатите на испитувањето. Благодарам, господин Мисо. Благодарам, господине Тренковски. Околу државната помош. Гледате дека 94% од овие анкетирани компании се веќе корисници на државна помош и она што интересно е дека во изминатите 3 години 56% од овие компании склучиле нов договор за државна помош. Дали е тоа прв договор, дали е тоа дополнителна реинвестиција, но тоа се случува континуирано, бидејќи тоа најчесто е дел од првичниот бизнес план. Било која компанија која доаѓа тука си прави некој интерен план од минимум 8 до 10 години како планираат таа инвестиција да се развива. Но интересно е дека 12% од компаниите, иако имале инвестиции, воопшто не побарале нов пакет на државна помош, туку продолжиле со своите активности. Она што е многу интересно да се види е дека повеќе од половина од компаниите корисници на државна помош, за нив правилата за државна помош не се јасни и не се доволно разбирливи. И гледате дека високи 94% од овие компании сметат дека треба да има нови видови на финансиска подршка и мерки за ублажување на последиците и од енергетската и од економската криза, бидејќи во најголем случај овие големи мултинационални компании не беа дел од оние пакети на мерки, беа дел од првите пакети на мерки за ковид кризата, кои се случија некаде во април-мај 2020 година, но овие дополнителни мерки, посебно од енергетската криза, не беа многу апликативни за странските компании. И она што е важно е да се види околу задоволството на примена на правилата на државна помош и дали постоело подобрување. Гледате дека подобрувањето е регистрирано само од 11% од компаниите, додека високи 72% велат дека немало никакво подобрување во целиот тој процес на реализирање на каков начин државната помош се спроведува или кои се правилата за давање на државна помош. Околу грижа за корисници, она што во многу случаи од кога инвеститорот ќе дојде тука, многу е важно на кој начин и како им се помага на компаниите во реализирање на своите инвестициски активности, бидејќи тие потоа ќе бидат најдобри амбасадори или за реинвестирање во рамките на своите погони, но истовремено и за проширување на информацијата за позитивноста на инвестицијската дестинација која таа одлучиле. Гледате дека тука имаме задоволство за професионалност и ефикасноста на службите задолжени за aftercare или за грижа на корисници, 45% се незадоволни, додека 11% се само задоволни. И од гледна точка на конкретноста и точноста на одговорите, тука од оние 11% кои се задоволни, 1/3 од нив се срекни со колку брзо, точно и правилно се одговорени нивните барања, но гледате дека тука се уште немаме целосно позитивно задоволство. Она што е важно е дека најчесто се добиваат одговори во период од 7 дена, но само 17% од барањата и предлозите на компаниите се прифатени. И како што гледате, побаравме и да ни дадат информации со кои институции најчесто се комуницира од страна на странските компании. Најголем број е со Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, но како што гледате од минатата година, кога 3/4 од компаниите комуницирале со нив, оваа година тој процент се намалува на 45%, додека е зголемена комуникацијата со кабинетот на вице-премиерот задолжен за економски прашања и инвестиции.
И најчесто околу целиот процес на aftercare обраќањата се поврзани со државна помош, со даночни прашања и прашања кои се во надлежност за други органи и тела. Но затоа целта е да се има едно унифицирано тело кое се занимава со aftercare, бидејќи компаниите не можат и не знаат како да се справат со целиот оној лавиринт на државни институции, како што е случајот и во други земји во светот. Никој не вели дека секаде бирократијата не постои, но затоа е важно да се има едно тело кое ќе ги асистира компаниите во решавање на сите оние нивни барања, проблеми или разрешување на дилемите кои ги имаат. 45% од сите компании кои беа анкетирани сметаат дека последната година е или подеднакво поволна како претходната од гледна точка на aftercare, или пак има уназадување во процесот. И тука ставивме еден пресек на кои се сите оние институции кон кои најчесто има обраќање. Тоа не значи дека ова се само тие институции, има многу повеќе државни институции, но како што гледате, трите предлози за подобрување на грижата на корисници пред се е почеста комуникација, средби и посети на компаниите. Ова не е работа која се прави од канцеларија, туку треба да биде некој на терен да разговара и да комуницира со компаниите. Дополнително, поголема активност и координираност на институциите, бидејќи има многу случаи кога од една институција добивате еден одговор, од друга институција добивате друг одговор, или пак надлежноста се префрла од едни на други и на крај не знаете како да постапите како компанија. И имаме навремена изработка на унифицирани извештаи, следење и решавање на проблемите, бидејќи не е само некој кој ќе ги добие вашите барања и прашања, туку и временскиот рок на адресирање на истите и точноста и валидноста на тие одговори. Бидејќи имате многу случаи кога ќе се побара писмен одговор од некоја институција и писмен одговор многу ретко може да добиете од некоја институција. Може би некој да ви каже тоа усно, но потоа немате вие некаков вид на трак дека тоа ви е потврдено и дека може да постапите на таков начин. Она што е специфично, направивме едно прашање кои се најголемите пречки со кои се соочија компаниите со работењето оваа година. Гледате дека најголем процент, односно сите компании кажат дека трошокот за енергенси ги афектира. Но потоа имаме некои многу интересни резултати. Бирократијата и непостапувањето на администрацијата е реци 60% од анкетираните компании. Потоа имаме недостаток на работна сила, но и недоволно квалификуван кадар. Значи, тие две се многу слични. Не е само, исто како што кажа и Георги, не е само квантитетот на работна сила, туку и квалификацијата на работна сила веќе представува проблем. Тука гледате дека има правна неизвестност и честа промена на регулативата. И тука зборуваме не само општи регулативи, закони, подзаконски акти кои ги афектираат можеби сите компании, но и директно компаниите кои се дел од нашата асоциација, посебно оние кои се во технолошко-индустријски развојни зони, имаше еден момент каде што одеднаш со некој интерен акт е зголемена цената на закуп на земјиште во технолошко-индустријските развојни зони, каде што ние на никаков начин нити бевме известени, нити бевме вклучени во тој процес и на крај тоа предизвикува нешто што ја прави нашата држава неконкурентна со регионот. Не збориме ние со други локации, туку и со регионот и со соседни држави. И на крај гледате дека владењето на правото и правната држава, иако тоа се 12% и најголем број од овие компании немаат влезено во некакви правно-судски спорови, сепак тоа е нешто што се перцепира дека треба подобрување на таа тема. Ова кажи од 75 52% сакаат да инвестираат. Она што е важно и господинот Граф ќе се согласи со мене, и анкетата која направи АХК, германското здружение на Македонско-германското економско здружение, минатата година истата бројка од 75% компании и таму, како и кај нас на асоциацијата, беа заинтересирани за реинвестирање. Но оваа година таа бројка
е падната на 52%, што значи дека од 4 компании минатата година 3 сакале да реинвестираат, а оваа година од 4 компании 2 сакаат да реинвестираат. Дел од оние причини сигурно се ова причините кои веќе ги кажавме како резултати од оваа анкета и некои од другите забелешки и можеби идни идеи ќе ги представиме. Но паралелно ние како асоциација во изминатиот период од повеќе од 3 години имаме континуирана комуникација со владиниот економски тим, каде што даваме континуирано забелешки на кој начин, како некои работи треба да се подобрат или треба да се адресираат. Тука зборуваме прво нешто што е поврзано со анкетава, побаравме да има олеснување на постапките за поставување на фотонапонски централи надвор од технолошко-индустријските развојни зони од над 1 мегават на кровните конструкции, бидејќи постои некое лимитирање дека само 1 мегават може да се инсталира. А знаете дека некои од овие компании имаат погони кои се 20, 30 па и 50.000 квадратни метри. Дополнително, на компаниите во ТИРС не им е дозволена продажба на вишоците на електрична енергија, така да ова е веќе иницирано и разговарано. Дополнително, како што гледате дека државната помош и унифицираноста на сите оние процеси во моментот помеѓу институциите на даватели на државна помош немаме унифициран начин на што е реален оправдан инвестициски трошок и во моментот тоа не оди по меѓународните и глобални сметководствени стандарди, но и стандарди за оправдан трошок. И ние бараме да има една унифицираност на сите даватели. И ова сигурно е нешто што Европската Унија ќе го поздрави, бидејќи државна помош е тамо многу важна и специфична тема. Дополнително, околу состојбите пред се со квалитетот на работната сила. Сите знаете дека веќе повеќе од 10 години имаме во државата еден процес на стипендирање на млади да речеме средношколци кои се примени во 100 најдобри универзитети во светот. И на последниот состанок во почетокот на октомври оваа година ние побаравме од владата, бидејќи сите тие завршени кадри, без разлика дали завршат тие додипломски или постдипломски студии, имаат обврска потоа да се вратат и да работат во државата. И ние побаравме да ни се даде една листа на сите овие завршени кадри, посебно оние од техничките факултети, бидејќи сметаме дека е многу важно секој кој завршил технички факултет на топ 100 универзитети во светот, да имаме ние можност. Можеби тие не се најсоодветни да работат во државни институции, но кај нас како странски компании, зошто да не ги искористиме тие кадри? Но еве, сега е веќе крајот на декември, се уште таа листа не ја имаме добијано, иако сметаме дека ова е нешто релативно лесно што може да се даде, а ако се земе во обзир дека оваа активност трае повеќе од 10 години, сметам дека можеби и десетици милиони евра се потрошени, не сакам да речам потрошени, фрлени пари, туку се вложени во едукација на овие кадри, но ние немаме можност на еден или друг начин да видиме како можеме тие кадри да ги искористиме, да останат во државата и своето знаење да го пренесат во овие компании. И на крај, подобрување на aftercare системот, што значи дека непотребната бирократија, но истовремено и професионализација на сите оние институции кои се поврзани со агенции и тела кои се поврзани со странските инвеститори. Тука можам да го кажам примерот на IDA во Ирска, на ХИПА во Унгарија, на Чек Инвест во Чешка, како можеби 3 најдобри држави, најдобри земји кои имаат многу висок степен на не само привлечени странски инвеститори, но истовремено целиот процес на aftercare е на многу повисоко ниво, но дури и во Србија, нивната институција РАС, Развојна агенција Србија, начинот на кој тие тоа го прават, каде што имате луѓе кои се професионални, кои работат во тие институции повеќе од 15 години, се експерти за одредени дејности, за одредени сектори. И на тој начин имате континуирана комуникација и помагање на компаниите со секторско знаење. Така да на тој начин таа професионализација сметам дека е неопходна и кај нас. Околу очекувањата на компаниите, гледате дека за последниот квартал 30% од компаниите
очекуваат дека ќе има помал нето приход последниот квартал оваа година споредено со минатата година, бидејќи веќе се гледаат и се видливи резултатите на предстоечката потенцијално рецесија или во најдобар случај економска стагнација која не очекува во Европа. Додека 12% од овие компании сметат дека во последниот квартал оваа година заради намалениот обем на работа би намалиле и дел од бројот на вработени. Но во очекувањата за приходите споредени со планираното, гледате дека е некаде баланс. 41% од компаниите сметат дека ќе имаат зголемени приходи од планираното, а 36% помали приходи од планираното. Значи, можеби буџетирањето и планирањето било релативно добро на компаниите, бидејќи во баланс е на добро ниво. Од она што е за очекувањето за идната година како најсериозни ризици се предвидува дека инфлацијата и цената на енергенсите ќе влијаат на како компаниите ќе работат идната година, со тоа што повеќе од половина од компаниите сметат дека инфлацијата ќе расте, дека се уште не сме стигнале до врвот на инфлацијата, посебно не е овде кај нас. И на крај топ 5 прашања, она што сметаме дека од сето она што го презентиравме денес, на што треба да се фокусира државата во идната година врз основа на барањата на овие компании членки на асоциацијата, е пред се подобрување на инфраструктурата, но истовремено и навремено исполнување на договорните и законските обврски кои се превземени од страна на институциите, потоа усогласување на правилата за оправдани инвестициски трошоци за државна помош, но истовремено и сметководствените стандарди и правила кои се користат кај нас треба да бидат осогласени со глобалните стандарди, каде што последниот ИФРС стандард е апдейтиран минатата година, а ние користиме стандард кој е повеќе од 10 години стар. Намалување на оперативните трошоци во технолошко-индустријските развојни зони е посочено како барање, бидејќи кога ќе се зголеми процентот на искористеност на овие зони, сите оние оперативни трошоци кои се користат за плаќање на оперативното вршење на дејноста, целта на овие зони не е профит за државата, туку е да имате соодветна локација за компаниите брзо и лесно да можат да го реализираат својот инвестициски проект. Дополнително усогласување на царинските увозни стапки. Знаете дека на почетокот на оваа година некаде околу 280 царински стапки беа усогласени со царините во Европска унија и тоа беше процес на кој работевме 3 години, но како што имаме нови компании и нови процеси на работа, има и нови тарифни стапки кои треба да се усогласат и секако, ако одиме кон Европската унија, сакали не икеле, мораме да имаме исти царини како кај нив. И на крај, нешто што е болка, јас би рекол 15 години кај нас е олеснување и поедноставување на правилата и постапките за престој работа на странски државјани. Сметам дека понекогаш да вработите странци, без разлика дали се тоа од Европска унија, дали се тоа од ОЕЦД земји. Замислите, ако е тешко за нив, што се случува ако некои од тие вработени се некаде од Југоисточна Азија, од Кина или од Латинска Америка, тогаш или од Северна Африка. Тогаш навистина се справуваме со многу комплексни процеси додека да успееме да вработиме странски државјани кои се неопходни во нашиот процес. Тоа е се како резултат од анкетата која спроведовме. Ви благодариме за вниманието и сме отворени за било какви прашања.